Денес 50% од главниот светски капитал, значи женскиот, се уште е недоволно искористен. Станува збор за работен и професионален капитал, се уште невидлив. Малку се жените кои си имаат афирмирано и кои извршуваат лидерски функции и кои на одредени случувања, како мисии и конгреси, се уште представуваат малцинство. Почитувани идни предприемачи, почитувани гости. Ви посакувам топло добре дојде на вториот ден од глобалната недела на предприемништвото 2009. Посебна чест и задоволство ми е да го отворам денешниот форум, пред се како професионалец кој работи на полето на промовирање на предприемништвото и на економијата преку дневниот економски весник Бизнис, ваш партнер во успехот, а потоа секако и како жена. Денес сме тука да разговараме на една навистина, истовремено и актуелна и чувствителна тема за жената и незината улога во денешниот бизнис свет, поточно обучувањето на жените да напредуваат во 21. век. When I was challenged to put together a motivational talk about me, I thought, what am I going to talk about? But the truth is, I've titled this talk, I'm just the gal who can't say no. And it's true. A little bit about me. I guess that's what you want to hear. Well, let's start with, I'm from the United States, from Wisconsin, which is about 3 hours from Chicago. Originally, I was born in Pittsburgh, Pennsylvania, but we won't go back that far. What I did was, when I was turned 40 years old, I took my graduate record exams to get into graduate school with a pencil that said life begins at 40. For most of you in this room, you can't imagine that. Being 40 seems really old, but to be honest, it goes really quickly, and I got into graduate school. Јас сум Лукрица Маљковиќ-Атанасовска и ќе го прекршам првото правило на протоколот, ќе кажам дека имам 43 години. Тоа е само за да ви доловам една мала слика, да видите каков бил мојот развоен пат, барем што се однесува до кариерата. Дипломирав англиски јазик и италијански јазик релативно рано, некаде пред да наполнам 21 година. И веднаш, како што тогаш беше времето, најдов работа, бидејќи луѓето што зборуваа странски јазици беа ретки и беа многу ценети. Работев долги години во нашите државни институции, потоа поминав еден одреден пат во странски амбасади и представништва каде што работев протокол. Јас би почнала со последниот чај. До вчера бев само издавач, а од денес сум издавач и писател. И тоа е навистина голема возбуда за мене и еден нов предизвик, една нова авантура, едни нови чудесни светови кои се отвораат пред мене. Јас сум основач на издавачкиот центар 3 и сега на 23 ноември 3 слави 10 години од своето постоење, од своето формирање и чинам дека барем сите вие би требало да го знаете 3 преку книгите што ние ги објавуваме, преку сите наши акции што ги преземаме со единствена цел да ја доближиме книгата до читател. Јас сум релативно млада, да кажам, имам 27 години. Сум дипломиран психолог, дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И кога се запишував на студиите, моја желба беше да работам во голема компанија, да бидам индустријски психолог или психолог на трудот. Како што поминуваше времето, некако втора, трета година сватив дека ништо не бива од таа работа и почнав да барам на некој начин допирни точки со тоа, на моите желби, со реалност и тоа како се поставени работите. Почнав малку повеќе да истражувам и сватив дека практично можам да работам и самостојно, значи да работам како консултант, како советувач. На факултет, значи како практикант, имав можност да се запознам со една фантастична особа, значи психолог кој работи во професионална ориентација и селекција во рамките на Агенцијата за вработување. И практично тоа е моментот кога моите врати се отворија. Се започна пред 4 години, кога јас се решив да произведам органски, рачно работени природни производи.
Тоа најпрво почнав да го произведувам за себе, значи се започна како едно хоби. Видовме дека е тоа многу полезно за кожата, видовме дека е полезно за здравието и навистина има разлика од оние индустријски сапони, од индустријските производи. Значи, практично природното беше она кое што ме мотивираше да произведам ваков тип на производи. Еврофарм е компанија чии почетоци датираат од 2000 година, поточно 9 декември 2000 година, кога за прв пат е отворена првата аптека, од сега веќе ланицот на аптеки Еврофарм, а исто така во склоп на оваа компанија има и веледрогерија Еврофарм, која што се отвори малце подоцна. Еврофарм како фирма бележи доста успеси од почетокот па се до денес, како во однос на бројот на вработени, така и во успесите на професионален план и како што напомена претходно господјата, сме веќе едни од водечките веледрогерии во оваа држава. Сум најмлада, не ми е страм што имам 26 години, немам фамилиарни обврски, не сум мажена. Тоа уште повеќе ме мотивира да се продолжам како што и започнав. Дипломирав на Вебстер University во Женева, Швајцарија 2005 година. Морам да ви кажам дека кога прв пат се запишував, отидов на натрешна архитектура и дизајн, меѓутоа ради мојата претходно завршено образование не може да ме примат во тој смер и некако завршив политички науки. Значи, јас сум дипломиран политиколог. Имам концентрација на имигранти и ова ми денес јас што го правам буквално нема никаква врска со тоа што јас го учев. За предизвици имам многу да зборувам. Како представник на American College можам да ви кажам дека идејата не ја измислив јас. Туку беше идеја на повеќе луѓе, на прекрасен тим кој дојдовме до заклучок дека да, во Македонија фали American College. American College значи да се студира на американски начин. Значи да се студира во помали групи, квалитетна литература, квалитетен кадар и да се посвети внимание на секој студент поединечно. Чест и задоволство ми беше што седам со вас, драги дами, предприемачки, кои очигледно сте успеале во сето она кое што било ваша цел, ваша решителност. И ги слушнавме од вас најчесто зборовите љубов, храброст, решителност, обстојност, знаење, постојано учење, престројување, родов баланс и сето тоа било поттикнато од вас лично, од оние кои што верувале во вас, но кај вас очигледно вашиот успех е дел од оноа кое што вие сте го надминале, а кое што најповеќе во нашето општество, во нашето живење е стереотипите и предрасудите. Богатството веќе не е само машки атрибут. Големото банкарско конто или длабокиот джеб, како што жаргонски се нарекува ваквата финансиска состојба, некогаш се врзуваше само со машкиот пол. Времињата се менуваат, а жените се повеќе им парираат на мажите и на ова поле. Се поголем е бројот на жени чие богатство се мери во милиони долари. Ги има на сите континенти, во сите земји ширум светот.
Ваквото тврдење го потврдува истражувањето на инвестиционата банка Барклаус и на магазинот Економист, направен на примерот од 600 успешни жени од светот. I went to graduate school, graduated, and I was offered a job with the Small Business Development Center. And we do very much what you do here. We work with small businesses. I took a position as a limited term employee for 6 months, got the job permanently 6 months later, and 2 years later I became the director. Pretty fast, yeah, I know, but I was old. Моето последно вработување со плата беше во Американската амбасада во Скопје, каде што бев шеф на протокол на амбасадорот Лоренс Батлер, човек кој навистина има големо значење во мојот живот. Меѓутоа, како и секогаш, добрите моменти минуваат. Потоа дојде друг шеф кој што не беше толку омилен, така што решив да заминам. Фактички тоа беше еден ѕид во мојата кариера кој што се испречи, кој што ме натера да размислувам дали да останам и да го гледам тој ѕид или да се обидам да го прескокнам. Три денес има своја книжарница во градскиот трговски центар, има неколку стотици изданија, ја отвори првата интернет книжарница во Македонија. Има постојан сенс за новите нешта, постојано размислува тимот на Три, се разбира, не сум јас единствената во Три, за среќа и за моја голема радост, а чинам дека и тоа мојот најголем успех, дека собствената љубов кон книгата и кон она што го работам, некако спонтано се пренесе на целото моје семејство, на моите синови, и денес ние сите 5 сме Три, и тоа е навистина најголемата радост, и денес кај јас можам со задоволство да кажам, благодарам, од денес јас сум писател, а вие продолжувате во издаваштвото и со Три. Значи, во бизнис сферата сватив дека искуствата што ги стекнувам таму како практикант, надградени во рамките на гешталт терапијата и гешталт психологијата како терапевтски правци и трансакционата анализа, се големи предности во однос на останатите психолози кај нас. И моето знаење можам да го имплементирам и да им го понудам на компании кои не може да си дозволат од X причини да вработат свои собствени психолози во стручните тимови. Природата беше она практично која што ме мотивираше во почетокот. Јас во неја наоѓам голема креативност, голема енергија и решив да ја спојам природата со она корисното. Успеавме да создадеме голем број на производи. Јас сега ќе се обидам да ви ги презентирам. Голем број на производи кои што во себе содржат растителни компоненти. Значи, тоа е главната разлика помеѓу природните и индустријските, односно покомерцијализираните козметички производи. Како менаџер, како собственик на фирмата, односно како предприемач, би сакала да напоменам дека мојата визија во животот беше дека за да се започне да се работи како менаџер, треба претходно да се има основни познавања од областа која што се работи. Токму и затоа мојот работен век започна во приватна аптека, каде што волонтирав, стажирав, работев како водител на смена, за да после тоа основам своја аптека, каде што можев да го покажам да го применам сето она што го научив од областа на аптекарското работење, и една година подоцна да се отвори веледрогеријата Eurofarm, чија што основна дејност е промет со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала. Јас работев во администрацијата на факултетот каде што завршив и прв предизвик ми беше моето знање да го пренесам на моите колеги и колешки. Во еден состанок со академскиот координатор се видов себе си на распоред. Како носител на предметот беше професор Маријан Бојаджиев за предметот организационо однесување, како асистент стоев јас, пишуваше Венера Крлио. Искрено да бидам бев малце збуната, меѓутоа беше предизвик да одам на часови, да прочитам и да научам да предавам на студенти. И веќе 3 години тоа си го правам, можам да кажам, успешно.
ниту возраста, ниту полот, ниту верата, ниту нацијата или националната определеност, ниту политичката определеност треба да биде пречка во нашите успеси и од тука слободно јас како представничка на граѓанскиот сектор 18 години, односно од времето кога нашата држава се престрои во општеството, постојат граѓанските организации и постои женскиот граѓански сектор. Хелен Јалис Волтон, сопругата и ќерката на починатиот Сем Волтон, основач на најголемиот ланец на супермаркети во светот, Walmart, се најбогатите жени во светот, со богатство од по 20 милиарди долари. Тие се највисоко рангирани жени на листата на Forbes на најбогати луѓе во светот. На своите сметки имаат по 20 милиарди долари. Кога имате 40 години, веќе никој не ве ни бара за работа и покрај тоа што имате школи, и Кембридж, и Оксфорд, и дипломи секакви, едноставно ако не носите доволно кратка сукња, не сте интересни. Значи, јас веќе помина во она доба во животот кога за некој од наши фирми не бев интересна. Сметав дека имам доволно знаење и моќ. Замина во Америка, каде што во школата за протокол во Вашингтон бев сертифицирана како меѓународен консултант, ги поминав сите нивни строги критериуми и правила, бидејќи впрочем тоа беше моето искуство. И ја добив таа сертификација, веднаш бев примена во Меѓународната федерација за службеници за протокол и дипломатија и ја основав Академијата за протокол. Во својата професионална кариера секогаш никогаш не викам дека Eurofarm сум јас и секогаш сметам дека еден предприемач, еден менаџер не може да биде успешен доколку позади него не стои тим. Значи во нашата компанија имаме тимска работа, имаме демократија во одлучувањето, односно сите идеи, сите проблеми, сите визии заеднички ги разговараме, сите заеднички размислуваме и на крај нормално се донесува одлука која што би била позитивна и која што значи придонес за успехот на фирмата. Нам ни е целта и да го подкренеме вкусот на нашиот читател, не да се симнеме на некое ниско ниво и да пренесуваме пред се мислам на книгите што ги објавуваме од светот, што ги преведуваме, туку токму да го изградиме неговиот вкус, да научи што е тоа убава книга и убава литература. Инаку јас, како што рече и Лукреција, јас би кажала, навистина, човек треба да го препознава, основно е за сите нас и за вас особено, бидејќи сте млади, да ги читате знаците на својот пат. Ниту еден успех не доаѓа случајно. Основно е, за мене е основна љубовта. Значи, љубовта. Мора да го откриете, да се запрашате себе си што е тоа што јас сакам да го работам, што мене ме прави среќен. Нема ништо побаво на вистина да одите на работа со радост. So, I went to, there was at the SBDC, Small Business Development Center, and one of my professors from graduate school came and asked me if I wanted to be the executive secretary for a national association of people who teach entrepreneurship. I'm just the gal who can't say no. I said yes. Actually, I said yes because he told me that they were going to Strasbourg, France in 3 years, and I got to go. So that started my every other year going to a different country. Почнавме, значи, да размислуваме во таа насока како би било да имаме наша компанија, како би било убаво, значи, да можеме самите да го дефинираме нашето работно време, нашите клиенти, да работиме нас кога ни одговара, значи да се вложуваме максимално за да можеме да добиеме и повратен фидбек, значи максимален она што ние го очекуваме.
Жените предприемачи од Италија, од медитеранските земји, но и од државите од Балканскиот, Каспискиот и Кавказскиот регион представуваат реалност која заслужува да добие поддршка, бидејќи тие ќе станат важен елемент за граѓанскиот и економскиот развој на овие земји. Во моментов Униванка може да се да презентира дека има повеќе од 20 на реални трговци. Интересот на оние кои што сакаат да продаваат преку интернет, ние ги викаме електронски или виртуелни продавници, е огромен. Имаме луѓе, имаме бизнис партнери, имаме регистрирани трговци кои што доаѓаат само со основна идеја, основен концепт. Имаме и такви кои што го имаат разработено концептот и една трета категорија која што веќе работи со портали надвор од Македонија. Нас ни се таргет сите. За нас идејата не беше нешто нова, да се отвори електронска продавница, меѓутоа, за жал, до пред некое време беше невозможно да се започне со ваков вид на бизнес, најмногу затоа што самиот број на интернет корисници не беше доволен, значи не беше овозможен и сигурносен софтвер од страна на деловните банки за специализиран за виртуелни продавница, исто така и користењето на платежни картички од страна на корисниците не беше до толков степен развиено како што е сега. Значи, како што може да забележите, ние започнавме со многу мал избор на производи, значи имавме околу 300 производи во април месец, поделени во некои си 5 категории и сметавме дека се доволно за да започнеме со развој на самата електронска продавница. Бројот на жените бизнисмени расте од ден на ден. Пред само 30 години беше реткост да се најде жена предприемач. Денес тоа е сменето и се поочигледно во земјите од Западна Европа. Според истражувањето на Центарот за економско и бизнис истражување до 2020 година, 53% од британските милионери ќе бидат жени. Сега најбогатата британка поседува 66 милиарди долари. Моментално вие сте дел од обуката која што се вика како се бара работа, тоа е насловот на обуката. Тоа е обука која што е во склоп на глобалната недела на предприемачот и во која што таргет групата, односно целната група се студентите во Република Македонија и сите оние луѓе кои што бараат работа и кои што се потенцијални кандидати за вработување. Меѓутоа најголемиот таргет се студентите и оние кои што најмногу ја посетуваат оваа обука се студентите. Кризата своевремено си ствара и некакви шанси, да речеме, ете, пример ќе ги дадам Microsoft кои што беа основани во време на рецесија. Што значи дека доколку имаш идеја, можеш да го искористиш тоа, сепак тоа е кризата е едно време на поттикнување, значи кога се губат голем број на работни места и се поттикнуваат луѓето да почнат да размислуваат да створат нешто сами. Така да сепак може да се извлече некаква полука од кризата и некаква прилика да се искористи за да се отвори бизнис и да се работи предприемнички. Јас имам релативно мало работно искуство, сум сменила само неколку работни места. Од тоа што јас сум го видела, можам да кажам дека можеби се зависи од поставеноста на менаџерот и од тоа нели како претпоставените ќе ја структурираат целата работа. Ако они воспостават позитивна клима која што ќе воведе некаква етика помеѓу вработените кои нема да создадат тензија, надолу сето се зависи од врвот секогаш, барем според мене.